Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека владата го исполнила и го надминала ветувањето за линеарно зголемување на пензиите, нагласувајќи дека наместо најавените 5.000 денари, пензионерите добиле зголемување од 7.000 денари. Одговарајќи на новинарско прашање, Мицкоски рече дека оваа мерка е една од најзначајните социјални политики на владата и има директно влијание врз подобрувањето на животниот стандард на највозрастните граѓани. Според него, во домаќинствата во кои има двајца пензионери, зголемувањето значи дополнителни 14.000 денари месечно, што како што посочи представува значителна финансиска поддршка. Премиерот потсети дека кога неговата партија била во опозиција, ветила линеарно зголемување на пензиите за 5.000 денари, но дека владата успеала да обезбеди уште повисок износ. Тој оцени дека на тој начин се ублажуваат последиците од растот на трошоците за живот и се обезбедува подостоинствен живот за пензионерите. Мицкоски се осврна и на постапката пред Уставен суд, каде што е оспорена одлуката за линеарното зголемување на пензиите. Тој изјави дека иницијативите за оценување на уставноста според него доаѓаат од лица блиски до опозицијата. Воедно премиерот направи споредба со претходниот начин на усогласување на пензиите, наведувајќи дека во минатото тие се зголемувале за значително помали износи. Додека сегашното линеарно покачување според него представува конкретна мерка што им помага на пензионерите полесно да се справат со секојдневните финансиски предизвици. Царинската управа во јуни остварила рекордна месечна наплата на приходи највисока од нејзиното основање, соопшти директорот Бобан Николовски на пресконференција одржана во рамки на двегодишниот отчет на Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Според Николовски, во текот на јуни биле наплатени 12,68 милиарди денари, со што е надминат претходниот рекорд поставен во јули минатата година. Тој истакна дека станува збор за историски највисока месечна наплата, која, како што рече, резултат на засилените активности за подобрување на наплатата и сузбивање на неправилностите. Во однос на истиот период минатата година, приходите се повисоки за 37,9 милиони евра, што представува раст од 22,5%. Од Царинската управа посочуваат дека позитивниот тренд продолжува и на годишно ниво. Од почетокот на годината, кумулативната наплата на приходи е зголемена за 63,3 милиони евра, во споредба со истиот период минатата година, што според надлежните укажува на континуирано подобрување на фискалните резултати. Директорот Николовски оцени дека постигнатите резултати создаваат основа за одржлив економски раст и се заблагодари на Министерката за поддршката во спроведувањето на мерките за подобрување на работата на институцијата. Председателот на СДСМ Венко Филипче преку објава на социјалните мрежи соопшти дека ќе го предложи градоначалникот на општина Центар Гуран Герасимовски за нов потпредседател на партијата. Според Филипче станува збор за човек кој со посветена, одговорна и континуирана работа успел да стекне доверба кај граѓаните и да покаже дека резултатите се препознаваат. Во својата објава Филипче истакна дека победата на Герасимовски и освојувањето на втор градоначалнички мандат представуваат најдобра потврда за неговата успешна работа, блискоста со граѓаните и исполнувањето на ветените проекти. Тој оцени дека токму таквиот пристап е пример за тоа како треба да функционираат носителите на јавни функции. Лидерот на СДСМ изрази уверување дека Герасимовски, доколку биде избран за потпредседател, ќе внесе нова енергија во партијата и ќе придонесе за нејзино организацијско зајакнување. Според него, неговото искуство и политичкиот ангажман ќе помогнат во обединувањето на партиските структури и подготовките за престојните политички предизвици. Воедно Филипче порача дека очекува Герасимовски да даде значаен придонес во креирањето на политиките на СДСМ и во, како што наведе, спротивставувањето на актуелната власт, со цел градење на посилна и поконсолидирана партија. Коалицијата Вреди ги соопшти предлозите за новите министри во владата по одлуката донесена на синоќешната седница на председателството. Од партијата велат дека новите кадровски решенија се насочени кон внесување нова енергија, професионалност и поголема одговорност во извршната власт. За министер за правда е предложен универзитетскиот професор Јетон Шасивари. За министер за односи меѓу заедниците е предложен Агон Ферати, додека ресорот култура и туризам треба да го преземе Седат Сулејмани. Истовремено од Вреди информираат дека тројца нивни функционери ќе продолжат да ги извршуваат досегашните должности во владата.
Беким Сали останува прв заменик председател на владата и министер за европски прашања. Бесар Дурмиши продолжува како министер за економија и труд, а Мухамед Ходжај понатаму ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање. Од коалицијата оценуваат дека со новиот тим се отвора нова фаза во нивното учество во владата, насочена кон спроведување на реформите и поефикасно функционирање на институциите. Вреди решително продолжува по патот на промените, носејќи нова енергија, професионални кадри и одговорен пристап во владењето. Со овој тим повторно ја потврдуваме нашата посветеност на реформите, соопшти од коалицијата. По 2 години на чело на Министерството за одбрана, министерот Владо Мисајловски направи пресек на досегашните активности, оценувајќи дека во изминатиот период се реализирани и бројни проекти насочени кон јакнење на одбранбениот систем и модернизација на армијата. Според него со одговорен пристап, јасна визија и посветена работа биле постигнати конкретни резултати кои придонесуваат за поголема безбедност и стабилност на државата. Мисајловски истакна дека развојот на човечките ресурси, модернизацијата и опремувањето на армијата се одвиваат со засилено темпо, подпомогнати од континуираниот раст на буџетот за одбрана. Како еден од најзначајните достигнувања ги посочи инвестициите во нова воена опрема и модернизација на армијата. Информираше дека се во постапка 16 нови договори со стратешкиот партнер, Соединетите Американски држави, во вкупна вредност од 339 милиони американски долари. Дополнително преку Европскиот мировен фонд целосно е реализиран првиот пакет помош во вредност од 40 милиони евра, додека испораката во вториот пакет е во тек. Министерот наведе дека во изминатиот период се набавени повеќе од 7.000 пара војнички чизми, над 8.000 униформи, 1.250 шлемови, исто толку балистички елеци, како и повеќе од 2.500 парчиња специјализирана опрема за единиците за атомско-биолошка хемиска заштита. Осврнувајќи се на инфраструктурните инвестиции, Мисајловски истакна дека се завршени околу 20 проекти во вредност поголема од 3,1 милион евра, додека во моментов се реализираат уште 5 проекти вредни околу 850.000 евра. Во подготовка, како што рече, се и нови капитални инвестиции, меѓу кои реконструкцијата на хотелот Шарна, Попова, Шапка, целосната реконструкција на домот на армијата во Скопје. Нагласи дека Министерството работи на подобрување на условите за припадниците на армијата преку зголемување на буџетот, како и преку разговори со синдикатите за нов колективен договор и изнаоѓање трајно решение за професионалните војници кои навршуваат 45 години. Мисајловски порача дека Министерството за одбрана останува посветено на исполнување на обврските кон НАТО сојузниците, но и кон граѓаните. Соединетите Американски држави и Иран ќе ги продолжат индиректните разговори откако во Доха беше одржана нова рунда преговори со посредство на Катар и Пакистан. Според Катарското министерство за надворешни работи на средбите е постигнат позитивен напредок по дел од прашањата, но не е постигнат конечен договор. Разговорите се одржаа во катарската престолнина, каде што посредниците одделно разговараат со американската и иранската делегација. Според официјални информации, главен фокус биле прашањата поврзани со безбедноста на пловидбата низ Ормускиот теснец и одмрзнувањето на дел од иранските финансиски средства, додека нуклеарната програма не била централна тема на оваа рунда преговори. И покрај оценките за конструктивна атмосфера, официјални извори наведуваат дека меѓу САД и Иран и натаму постојат значајни разлики околу клучните прашања, поради што преговорите ќе продолжат и во наредниот период во опит да се постигне поширок договор. Денеска се навршуваат 1000 дена од почетокот на војната во појасот Газа, која започна по нападот на Хамас врз Јужен Израел на 7 октомври 2023 година. Во нападот загина околу 1200 лица, 251 лице беше земено како заложник, пошто следуваше израелска воена операција во Газа. Според податоците на Министерството за здравство во Газа, во конфликтот досега загинале повеќе од 73.000 палестинци и покрај прекинот на огнот што стапи во сила во октомври минатата година, населството не е целосно запрено, израелските напади продолжуваат во поединечни делови од територијата. Повеќе од 2 милиони жители на Газа и натаму живеат во исклучително тешки хуманитарни услови. Голем дел од населението е раселено, инфраструктурата е сериозно оштетена, а пристапот до хуманитарна помош и понатаму е ограничен. Обединетите нации и Меѓународниот комитет на Црвениот крст предупредуваат дека обновата на територијата е далеку од започнување и дека цивилите остануваат изложени на големи ризици. Меѓународните посредници се уште се обидуваат да постигнат траен мировен договор, но преговорите се во застој. Едно од главните нерешени прашања останува иднината и разоружувањето на Хамас, како и воспоставувањето нов механизам за управување и безбедност во Газа по завршувањето на конфликтот.
Во меѓувреме во Израел денеска се одржуваат комеморациите и протестите по повод 1000 дена од нападот на Хамас. Дел од јавноста повторно бара формирање независна истражна комисија за настаните од 7 октомври 2023 година и начинот на кој државата одговори на кризата. Управата за хидрометеоролошки работи повторно издаде предупредување за нестабилни временски услови, најавувајќи локално невреме во текот на денешниот ден. Според неновиот метеоаларм, целата територија на државата е означена со предупредување за појава на грмежи и нестабилна атмосфера. Од УКМР информираат дека во попладневните часови се очекува променливо облачно време со повремен локален дожд и грмежи. На одделни места процесите ќе бидат поинтензивни. Можно е да наврнат повеќе од 15 литри дожд на квадратен метар за краток временски период, проследени со засилен ветер со брзина поголема од 60 км на час. Метеоролозите предупредуваат дека ваквите временски услови може локално да предизвикаат краткоутрено невреме. Апелираат граѓаните да бидат внимателни, особено при престојно отворено и во сообраќајот. Дневната температура ќе се движи од 23 до 35 степени Целзиусови, што ќе придонесе за дополнителна нестабилност на атмосферата и развој на облаци во попладневните часови. Во Скопје се очекува променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер. Во одделни делови од котлината ќе има услови за краткотрено невреме, проследено со пообилен пороен дожд и појава на град.